кажувам, од овој стрес целата коса ќе ти падне. Молам, господин Фикрет. Ибраим итно донесе 10 милиони долари. Што велите, господин Фикрет? Во офисот сум. Не се задржувај, гостите ни се нестрпливи. Ало? Ало? Проблемиве мои имаат ли крај? Што се случило, тато? Што се случува бе таму? Како тоа ве нападнал? Нечестници. Кој е тој што може нас да не нападне? Кој да е од таму нема да излезе? Тато, ама те праша што се случува? Влегувај внатре. Тато. Татенце, аме што се случува? Тато. Татенце, бе те молам, отвори ја вратата. Чедо мое, фала му на Бога, ќерка ни се врати здрава и жива. Ој! Бабичке, само да знаеш што се ми се случи. Јас имам една работа да ја средам, ќе дојдам. И ќе останеш? Ќе останам. Ќерко, ти така седејќи дојде, тугинка си седна на престолот. Мајко, не можам за тоа да зборувам сега. Не ме терајте да зборам. Не жалости мојата убава ќерка. Ерхан, каква е ситуацијата? Каква е ситуацијата? Исто, бат. Прво со полот доаѓал, не превземајте ништо пред да дојде, рече.
Ерхан, дојде мечката да ги собере крушките. Ако имаш потреба од пари, дојди кај нас. Ама не вака. Татко ти го почитувам. Почите на татко ми е ова. Без да го држам ова, имате ли почит, бе? Ги донесов парите. Ти кажувам, Ибрим, ќе умре. Нека умре. Како и да е, и татко му умре. Кара умре како и да е. Брат, Иво е внатре. Може би ќе го задави момчето. Зашто си гледал и не си го спречил? Така си рекол. Ибрахим, остави го детето. Кој си ти? Мечко, сана. Ако полата лем да ти рече остави, ќе го оставиш. Што ви е вам гајле, брат? Реков, остави го детето, Ибрахим. Седни да видиме Ќашифолу. Тешките не можеле да ти закажат. Немој да им замеруваш. Господине, ние сме ваши деца. Ако и вие ни завртите грб, ние кого за татко ќе го знаеме? Татко ви е уморен и Господ знае колку се гриеше тој за вас. Таткото нека е до нас. Ние на грб ќе го носиме. Да сте живи. Кажи се, Душо. Господине, ние сме спремни за акција, но некои пријатели се двоумат. Да дадете некој совет и повторно да бидеме заедно како во старите денови. За ова зборува со Сабри. Во оваа куќа не одмарам само јас. И куќата овде одмара. Господине, од вас сите чекаме знак. Ние земаа државата од раце и ја предадоа на душманите. Оваа држава е голема, бе, братче. Никој не може да ја превземе. И на тие што сакаат да ја превземат не им дозволувам. Секој да си ја работи својата работа и ние ќе си ја вршим. Може ли ова да го прифатам како наредба и за другите пријатели? Да ги бакнувам очите, мило братче. Државата е среќна што има деца како вас. Знам дека Ќашифоглу сака да те пикне во овие работи, затоа што е најголем душман на татко ти. Тие нерен мајковци како Ќашифоглу многу му наштетија на татко ти. И сега сака да му наштети. Мојот татко умре. Добро тогаш. Од сега и јас сум ти, татко. Во мојата екипа си. Ова за мене е голема чест. Ти го уби.
Поправи се некое кило. Под стрес си цело време. Имаш оружје, еден куп нервози имаш, ке цркнеш. Назад. Полат успел да ни намести стапица. Кара кога сака да убие, убива тој. Ти го знаеш местото на Џефер. Инаку ќе седеш или вака да јадеш, а? Утре вечер. Долина на волците.